Почитуван председател, почитувани присутни, колеги пратеници, почитувани гости. Внимателно, со исклучително внимание го следев говорот на госпоѓа Мојсовска. Колку што разбрав, Националната федерација е најголема организација во Република Македонија, која што ги застапува интересите на сите земјоделци, секако дека тука спаѓаат и лозаропроизводителите. Ја оценивте оваа година како катастрофална година, година во која што лозаропроизводителите се понижени, намалени цени, неорганизиран откуп, катастрофално понижување. Спомнавте дека сте исто дел од подсекторската група при Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Со исклучително внимание следев кои се вашите заложби. Можам да кажам дека имате одлични предлози и тие предлози би сакал да ги доставите за да можеме ние да ги искористиме понатаму, затоа што се одлични предлози. Сакам само да... Само малку. Че ме молам... Би сакал... Панче, се извинувам само да... Панчо Минов, че ме молам. Ако може, да го бидејќи почитуваме времето помина, че извиниш. А имате почити кон колегата кој што Така, благодарам. бидејќи потекнуваме од тиквешијата, јас не го делам мислењето на почитуваниот колега Минов, состојбата е далеко од розова, ова се најкатастрофалните моменти за нашите лозаропроизводители. Не постои поголемо понижување, јас сум веќе 49 години во Неготино. Лозарите се избезумени, секое утро одат од пункт до пункт да бараат откуп за својот производ. За жал, откуп нема. И ако има, е селективен, редуциран и по цени кои што се 2 денари. Најстарите лица во Неготино и во тиквешијата не паметат цена од 2 денари или денар и пол. Не постои такво нешто, тоа се случи за прв пат 2020 година. И тоа е вистината. Јас сакам само нешто да ве прашам. Во делот на кои се реакциите на вашите членови лозари, тоа најмногу ме интересира, тоа е првото прашање. И второто прашање, исклучително важно, каков е вашиот однос со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Не зборувам за сегашниот министер, бидејќи е само неколку недели, он ќе биде иземен од мојата дискусија, зборувам за господинот Трајан Димковски. Беше он доскоро министер за земјоделство, а сега веќе актуелен заменик министер. Чи тоа се прашања кои што би сакал да ми одговорите. Ви благодарам. Благодарам јас.